Милошевска Антонија, процедурално. Само ако може прво да замолам заради техничка грешка бе пријавен после Нема Муковски, проблем. но сега искористи за процедурално. По однос на излагањето на координаторот на пратеничката група на СДСМ, господин Томислав Тунтев, јас би кажал една работа. Неговата изјава дека владеачкото мнозинство нема намера да поддржи покачување на плати за администрацијата и ваучери за студентите за следната година, ние ја цениме како искрена. Добро е да се каже и да се знае дека владеачкото мнозинство нема во план, ниту за оваа, ниту за следната година, да го поддржи покачувањето на платите на јавна администрација и поддршката на студентите со ваучери. Второ, во собранието, ако имаме конструктивност од опозицијата кон владеачкото мнозинство, би требало да имаме и од владеачкото мнозинство кон опозицијата, бидејќи сите заедно ги представуваме граѓаните. Владеачкото мнозинство многу добро знаело за кои закони се работи, кога се согласило да бидат истите на дневен ред. Како што ние знаеме за кои закони се работи, кога вие предлагате и тврдите дека се од интерес на граѓаните. И јас ќе ви кажам една работа. Правите голема грешка, особено кон студентите. Импликацијата на давањето на ваучери на секој студент во трета година, запишан на факултетите во Македонија, од 18.600 денари, е севкупно 4,5 милиони евра за 2018 година. Еден тендер кој што го добива вице-премиерот на владата на Република Македонија е 2,5 милиони евра. Јас сметам дека тендерите за вице-премиерот не се толку важни колку што се важни ваучерите за студентите. И сметам дека импликацијата од 4,5 милиони евра, ако имаме министер за финансии кој што тврди дека ќе имаме пораст оваа година од 2,2% на економијата, не би требало да бидат проблем. И затоа, секое вакво однесување на владеачкото мнозинство, добро е да биде предочено пред граѓаните, за да не испадне дека конструктивноста се состои само во тоа нешто да биде ставено на дневен ред. На дневен ред точките порано или покасно ќе дојдат. Некои точки што ги ставивме во редовна процедура се уште не се дојде на дневен ред, затоа што владеачкото мнозинство диктира некое друго темпо и динамика. Но, тоа што не поддржувате закони кои што се од интерес на сите граѓани, покажува дека немате искрен однос кон интересот на граѓаните. Без разлика дали предлог законот доаѓа од СДСМ, од ДУИ, од ДПА, од БЕСА или од ВМРО-ДПМН. И сметаме дека правите грешка што не ги поддржувате законите за 2018 година да имаме покачување на плати за администрација и 2018 година да имаме буџетска импликација од само 4,5 милиони евра, да имаме ваучери за студенти кои што би били искористени за таблети и за компјутери. Благодарам.